Бени во програма. Тоа е, ја вика, програма во живо. Добар ден, мили мои. Добро ме познават од претходната емисија. Јас сум вашиот Бени, секогаш насмеан и секогаш свеж. За денешниот ручек ви предлагам да направите, значи тоа е еден така малку специфичен рецепт, мили мои. Тоа е октопот на македонски начин. Затоа што во нашата емисија се сакам да биде свежо и се сакам да биде природно и без адитиви, го пуштив мојот добар пријател, рибарот Димче, таму некаде на Јадранот да ми фати еден октопот и да ми го донеси тука во мојата емисија. Додека го чекаме Димче, вие пишувајте на мојот имејл beni@yahoo.com.mk, а ние да го почекаме и веднаш се враќаме во емисијата. Јас сум Славче Георгиевски, од битолското село Добромири. Ова е мојот син Никола, тоа се моите снаи и фудбалерот Димче. Значи, јас работев во градежна фирма. Работев многу голема физичка работа и еден ден кога растоваравме цименто, нешто тука во грбо ми крцна. Не можев да се подмрднам, викнаа брзо помош, не несоа во градската болница во Битола и ме лекува, ми клава инекции, прима апчиња и инфузии, ништо не ми помогна. И така ме вратија на домашно лекување и легнав дома и гледав фудбал. Гледав фудбал и имаше реклами. И на рекламите излезе Космовикс. Гледав таму еден се фалеш и го порачав. Му реков на Никол четврти и го порача, стигна. Го кладов на мене, ништо не ми поможи. Ништо, уште. И решив Космовикс да си тетовирам. И од тога се осеќам многу добро. Истетовирајте Космовикс, ќе ви биде поарно. Тоа ви го препорачува Славче од Добромири. Добро дојдовте назад во нашата емисија, ги проследивте овие убави реклами и сега Доаѓа Димче. Димче, повели влези. Здраво, Димче. Добар ден на сите гледачи. Еве сега, јас да си изминам првен, бевме Евратското море, ама таму октоподот се мрести забранет. Ама ако, донесов скуша. Мили мои, ќе приготвиме, значи, скуша на македонски начин. Дур си Димче тука да кажам нашата мала шега, нашата мала, така да кажам, легенда ова. Ти рибар, јас кувар, значи, еден рибар фатил златен кувар и му вика куварот на рибарот: пушти ме, ке ти сполнам 3 пиперки. Мили мои, смете се секогаш, мили мои. Ајде, фала Димче. Сега, значи, ке почнеме со припремање на ова свежа скуша. Како мириса? Штета што гледачите овој мирис не може да го регистрираат. Јас ке го клучам малку аспираторот, затоа што мирисот е многу јак, драги гледачи. Значи, зуе. Зуе. Значи, ќе го исклучам аспираторот, така ми јавуваат од режија. Земам едно тенџере од 2,5 литри. Ја ставаме внатре скушата, нели? И го уклучуваме шпорето на 325 степени Целзиусови да зоврива внатре, нели, скушата. Потоа земаме еден домат. Значи, вака го преполовуваме доматот и го ставаме внатре да вари со скушата. Во меѓувреме, јас го припремив и свинското месо, регистрира камерата, додека скушата се вари. Свинското месо го ставаме да се пржи настрана во 1 сат. Скушата земаме, значи, една дрвена лажица и во насока на стрелките на часовникот внатре ја промешуваме, значи, така. Добро ја посолуваме, дека регистрира камерата, и оставаме негде половина час да вари. Додека се вари рибата и месото се пржи, вие, мои драги гледачи, пишувајте на мојот имејл beni@majmunche.yahoo.com и потоа ќе се вратиме назад во емисијата за да ви го прикажам дефинитивниот производ и како јас ќе ја декорирам на мој начин, се разбира.
Добре додовте, били мои назад во емисијата. Значи, денешниот рецепт октопот на македонски начин е готов и е спремен за декорирање. Значи, го земам октоподот, но пошто ние немавме октопод, нели искористивме скуша, го тргаме настрана во водата во која што се вареше, со лажица црпалка, нели, ги вадиме томатите и ги ставаме на чинија за сервирање. Може да послужи тука и барбароса за декорација, но бидејќи не гледам тука, ќе скинам од ова многу убаво мириса, не знам што е, но и тоа ќе послужи. Земаме од овај, мислам дека е француски Макдоналдс, го сервираме така и настрана го ставаме убаво испеченото, испржено свинско месо, значи во чинијата за сервирање. Земаме и едно кромиче вака, мене многу ми се бендисува, може да регистрира и камерата, нели? Ова го тргаме настрана. Колку убаво изгледа и колку убаво вака мириса, такви етерични масла ми влегуваат во моите ноздрави. Штета што гледачите не можат да го осетат овај мирис. Да, со октоподот, тоест со нашата скуша, ја земаме, ја вадиме од водата и ја фрламе на мачките и кучината, за да не ни се мешаат, мили мои, додека ние го јадеме свинското со нашите пријатели. Каков овој рецепт? Многу овде измрсив. Гордето, ќе те скапи од мијење гордето, мако. Ајде. Мили мои, пишете на мојот имейл beni@com.mk, се гледаме во наредната емисија со многу изненадување. Пријатно.